Почитувани, продолжуваме со вториот разговор за Студио 10. Гостин е Ѓорги Филипов, поранешен амбасадор, ама сега актуелен председател на Советот на амбасадори на Република Северна Македонија. Амбасадоре Филипов, благодарам што сте дел од ова издание на емисијата и што направивте напор да излезете од конференција и повторно да се вратите во Министерството за надворешни работи. Што конференција, зошто акцентот го ставивте на оној проект на Европската Унија што е за поддршка на земјите од Западен Балкан, врзан за степенот на исполнување на реформите? Повелете. Советот на амбасадори организира оваа конференција во соработка со Министерството за надворешни работи да даде уште еден нагласок на значењето на исполнувањето на тој план за раст на Западен Балкан и како тоа треба да се направи, како да се зголеми искористеноста на тие средства што се доаѓа, а што помалку да не чини, бидејќи од тие 6 милиарди што се предвидени, 2 милиарди се само грантови, останатото е поволни кредити, меѓутоа кредити се кредити, треба да се враќаат, па викнати се таму не само амбасадори, дипломати, туку учествуваат економисти, представници на Стопанската комора, представници на странските инвеститори овде, со цел да се укаже на тоа што треба се направи за да се користат подобро тие фондови, зашто често ни се замерат дека дури оние пари што ни се одобруваат, ние не знаеме да ги искористиме. Ние сакаме само во предвечерието на таа конференција, што овој пат ќе се одржи во Скопје, во некаде во овој месец, со представници од Европската Унија, да посетиме нашите стопанственици и ресорите во владата кои што учествуваат во размената со Европска Унија, да се Министерството за надворешни работи, Министерството за економија, Министерството за европски прашања, да видат малку поподготвени и тие и ние и целото. Не е само да се земат пари, треба да се искористат, а па оние некои треба и да се вратат. И да се наменат за вистински реални проекти. Има таму и ваши новинари, присутни се веројатно чиствесат од нивен агол, а не од наш агол. Така, има и телевизија 24 свој новинар таму. Пративме. Филипов, живееме во време кога Македонија некако го крчка, ама тешко го крчка патот до Европската Унија, што од субјективни, што од објективни причини. Го знаеме сега последно односот со Бугарија, како се развиваат во тој дел односите. Денеска во Европскиот парламент треба да се изгласа извештајот, односно да се расправа за извештајот за прогрес, извештајот на австрискиот европратеник Вајц, кој што во извештајот на неколку места патем не го оспорува континуитетот на македонскиот идентитет и на македонскиот јазик, напротив, го нагласува, на што се дигна Бугарија, најавија амандманска интервенција со тоа што за македонскиот идентитет и јазик да стои дека се сегашни, дека потекнуваат од коминтерновска форма. Може ли да очекуваме некош Бугарија да се откаже од тие тези или не? Колку треба да се биде мудар? Директно прашате, таму имаше околу 300 амандмани на тој извештај. Така, меѓутоа ова е сега по различни области кои што така да има и многу позитивни амандмани за наша полза. Меѓутоа ние секогаш така ја гледаме од страф или од искуство она што го вара тој бугарски пратеник. Амандман како амандман може и да пројде, може и да не пројде. Јас мислам дека тој амандман нема да помине таму. Ќе се повторат овие позитивните оценки дека признава економска стабилност Европска Унија во Северна Македонија, дека напредокот е во согласување со надворешна и безбедностна политика е окей, дека остануваат предизвици и критики во областа на потребата продолжување реформите на владата, на реформите во правниот сектор, дека има политички тензии, што не е, дека има, не. Дека ставот на македонските власти по бугарски интервенции во предложениот извештај, односно поднесување на амандмани, е доста остарете и председателката Давкова реагираше. И тоа е само на еден пратеник на партија Возраждение, се вика, кој што побара одлажување на гласањето за извештајот, тврдејќи дека тој е скандалозен и дека не ги зема предвид бугарските интереси. Тоа се дури и нормални работи. За очекување од ваква Бугарија, јас се надевам дека еден ден ќе сватат нашите соседи и роднини дека погрешно постапуваат со ова.
Ние по ова треба да ќе следат и некои чекори, значи денеска се одржува дебатата, потоа ќе се знае за тоа, бидејќи извештајот ќе представува еден индикатор за тоа какво е расположението во Европска унија. Особено сега ситуацијата е многу сложена. Имаме тука Украина, имаме Молдавија кои што добиваат бенефиции, иако не ни почнале ни со подготовки. Ставени се на побрза лента, како да, ставени се на побрза лента, ги немаат ни преведено сите уште закони и се што треба да усвојат. Меѓутоа, таа е реалноста, од реалноста нема бегање во политиката, не е природен закон физички, па не знам, А на квадрат плюс Б на квадрат е равно С на квадрат, кое што важи. Така. Меѓународното право исто така растеглива категорија, нека ми простанат правниците, меѓутоа е растеглива категорија и кога може некој да го толкува на 5 различни начини, тоа веќе добро, затоа е тоа право, затоа не е тоа природна наука, туку е општествена наука. Општеството е најнедефинираната, најтешко за дефинирање област и во науката, така затоа и дел од општествените науки не добиваат таков статусот и тешко да се утврди што е што. Тоа не очекува таа дебата. Ќе се појават таму и други можности, ќе бидат пласирани, ќе се појават пратеници што ќе бараат, да речеме, зошто да не се направат директни разговори меѓу Бугарија. За сега тоа го избегнува бугарската страна. Така, се избегнува за сега тоа, меѓутоа има најави и на состанок на самитот на НАТО да дојде до средба меѓу македонската и бугарскиот председател, македонската председателка, за кога од наша страна е кажано дека ќе се настапи со некои креативни решенија, па еве од австријска страна, од министерката за надворешни работи и вчера од еврокомесарката за проширување КОС имаше најавено и понудено да се вклучат како ментори, да речеме, на една таква директна средба. Како олеснувачи, како да кажа. Австрија одамна се нуди уште од времето на Шпинделега, па Шаленберг, еве сега новата министерка која е од нова партија која што е првпат во власта, неоседно со многу малку претеници, меѓутоа многу интересна личност, која што исто така се залага за тоа. Австрија е позната, односно Виена, како место каде што склучуваат убави договори, дури на крајот на краиштата и Хрушчов и Кенеди, и Србија и Косово, и за Србија се преговараше, и Косово и Србија првите контакти ги направија таму, така што имаат искуство во таа област. Имаат и традиција и искуство. Одамна, јас се сложувам како што ни беше потребен посредник и со преговорите со Грција. Меѓутоа, тоа беше едно друго ниво, тоа беше представник на Совет на безбедност, кој што меѓу ними снели, кој што помогна да се разрешат тие прашања. Така и сега би бил добро дошол и тој посредник. Се разбира дека тука има и прашања кои што можат бидат негативни. Досега се пријавија Австрија, Словенија, мислам Чешка изрази, тука беше поранешниот председател на Чешка Клаус, кој што исто понудија да учествуваат како посредници. Таквиот аванжман би можел да доведе до деблокирање доколку постои желба од двете страни. Дури и за помош треба двете страни да се согласат. Дали им треба помош или не им треба. За сега гледаме дека бугарската страна не прифаќа такво. Кога беше збори за историските прашања, за историската комисија, тие не прифати европски историчари. Не прифаќаат историчари кои што размислуваат поинаку. Историјата е слична наука како и правото. Иако се темели наводно на извори, меѓутоа ние сме сведоци дека многу работи се случиле без извори, без да биде запишано било што некаде. И сега некои работи што случуваат, нема никакви, ќе се јави едноставно некој председател и ќе каже тоа се направило и тоа да се направи, може не стои никаде запишано. Така што се тешки предмети и тие мора да се решават врз база на состојбата, на база на реалната состојба. Така што и ние треба да ја убедат Бугарија дека ни треба посредник, кој што ќе ги подсеќа на некои работи, кој што тие мислат дека е само нивната вистина. Вистината е тешка работа, исто да се погоди чија е. Меѓутоа, дека на нешто ќе мора да се сложат тие, ќе мораме и ние да се сложиме на зешто, зашто
имаме ова решение на што го предлага оваа влада, има свои позитивни, има и свои негативни страни. Со одложена примена на уставните измени. Тоа е многу интересно решение, многу интересно решение. Меѓутоа треба да се сложи страната да го прифати тоа. Ако не се сложи, убаво е тоа, ама треба да имаме што ако тоа не се направи, или да се подготвуваме за долга зима, на крајот на криштата, ама ние толку време чекаме, ништо во Бугарија не се случи. Дури сега на парламентот по стоти пат донесуваат некаква резолуција која што не е ништо ново од претходните резолуции, само со тоа да потврди дека и новото парламентарно мнозинство така размислува, односно како никој во Бугарија да не сме да ја погледа на вистината во очи. Така и дека никој не размислува во континуитет поинаку во никој не размислува дека на овој простор му треба мир, а мир без заемно разбирање нема. И добрососедство и соработка. Самите знаат дека кај нас не е никаков проблем да се влесат бугарите во уставот како што се внесени сите малцинства. Потврдено е, да. Проблемот е сепак некој друг, веројатно постојат некои задни намери. Не знам. Амбасадоре, дали мислите дека и од Европска унија се разговара за тоа да се гласа не само за оваа ситуација со меѓу Македонија и Бугарија, туку и во принцип да се гласа со квалификувано мнозинство, како се вели, без еден, нели, или тој еден ќе го нема на масата кога ќе дојде ред за гласање и така. Дали мислите дека ако е доволно решена Европската унија да го протурка овој дел и Македонија да ги почне преговорите, дека може и такво нешто да се примени? Ако е доволно и ако ептен има ситуација која што тоа ќе го изискува, па да се присили Бугарија, исто треба и таа и на тоа да се сложи. Инаку веќе француско-германска комисија се направи од представници на Германското друштво за надворешна политика и од некои универзитети од Франција, и тие направија предлог, нацрт како тоа би требало да изгледа, -1, -2 или со квалифицирано можество, 2-3 варијанти се дадоа за да се ослободи Европа. Оти не е само прашањето Бугарија и Македонија, за Европа гледаме дека сега дојдоа многу посериозни теми во смисла на живот или смрт, војна или мир, и ако за секоја одлука што треба да се донесе, треба да се изјаснат сите земји за тоа се ослабува самата Европска унија. Станува таа е економски джин. Во неа имате 2-3 земји, трета економска сила е во свет, Германија, таму се тука се и Франција и Англија, вклучени Италија, тоа се огромни економски моќи, меѓутоа никакви политички моќи, никакви воени моќи. Сега првпат се ослободуваат некои средства за војни действија, бидејќи се сметаше НАТО. Околу 180-190 милиарди евра се пред неколку дена беше. Германија прво во старт одобри 100 милиарди, а сега Германија одобри со новата влада 1000 милиарди. Не за војни само, него за воопште за регенерација на општеството. Долг што заради засилување на таа позиција, бидејќи се покажа дека за жал и во 21 век се уште луѓето треба да се спремаат за војна, како да сме први век нова ера. За жал, точно. Дури има и прогласи, нели, населението да има пари, не знам во која висина во европскиот континент, нели, за 2-3 дена да се спрема, нели, да се складира храна. Тоа го има Швајцарија секогаш. Секој војник, секој човек е војник во Швајцарија. Мора да има и оружје дома, да оди во војска, спремно му е, оди на вежби секоја година, иако немале 300 години војни. Да. Но добро, како беше она Титовото, да се спремаме како утре да ќе е војна, ма како да 1000 години ќе бидат мир. Амбасадоре, дали сметате дека оваа нова констелација во Европската унија со војната во Украина нема изгледи дека таа брзо ќе се оконча? И вчера Марта Кос некако мислам дека првпат го споменува тоа дека проширувањето треба да се гледа како обединување на континентот. Апсолутно. И мислам дека веќе и тие малку во вордингот, во риториката малку како да применуваат некои други термини. Сега ние се фаќаме како давеник за сламка или барем јас дел од аналитичарите, меѓутоа Јас сакам да видам сега, тоа не е само моја желба, на многу европјани, веројатно еден ден European Union да порасне во United States of Europe,
на многу тоа не им се допаѓа, сметаат дека ќе изгубиме од суверенитетот. Па и во брак кој ќе влезе човек губи од суверенитетот, ама добива во нешто друго. Така што и секое дружење е нешто губење, нешто добивање. Треба да се види. И зошто е United States of America силна, а United States of Europe зар не може да биде силна? Зашто во United States of America имаат единствена одбрана, имаат единствен финансен систем, имаат многу работи во кои што мора да бидат во сите држави. А имаат и многу разлики. Школството е различно, некои даноци се различни. Во една држава постои смртна казна, во друга не постои смртна казна. Така што ќе си останат некои разлики, пак како и што беше во бивша Југославија, ние бевме Социјалистичка федеративна република Југославија, меѓутоа Социјалистичка република Македонија, ние се зборував македонски, никој не ни велеше дека немаме идентитет, ако бевме во едно семејство. Сега некој ќе ми рече, јас сум глобалиста или не знам, ама јас гледам само од аспект на реалноста и на тоа што е во моментот, имајќи го предвид развојот на човекот. Човекот многу малку мрзнал во сопствениот развој, во социјален, во психолошки, интелектуално направивме чуда, отидува на месечина секаде, меѓутоа не му е проблем да бомбардира село со 1000 деца некому. Да, и што развој постигнало човештвото тоа? Затоа сметам дека обединувањето донесува една обврска на неспротивставување воено. Оти ако не се направеше Европска унија 55-та која година таму, можеше ќе има, одамна ќе беше Трета светска војна, зашто пак ќе се борја за ресурси, за руди, за житни, за жита и така натаму. Вака во ЕУ се распоредени тие работи, дефинирани, секој има право да. Тоа беше успешен проект за мир, што обстоја толку години, да единствен проект во историјата на човештвото да 80 години нема војна голема на територија на Европа. Инаку сите војни светски почнувале од Европа. Од тука во Европа, да. И сега имате, многу ми е чудно како некои уште се залагаат за такви спротивставености меѓу државите. И за на таков начин решавање на работите. Ама тоа е често во склопи со големите концерни кои што имаат корист од војни состојби. Точно. И за жал и од потрошувачка на оружје. И добро, тоа може би за друга тема, не време, затоа што не можам да сватам. Не можам да сватам како човек смета дека ако има 100 милиарди, ако има 101, дека ќе биде нешто подобар. Затоа што треба да убие 20 луѓе да им ги земе нивите или да им ги земе рудите, не знам таму. Тоа не можам да го разберам, ама жал ми е, ете, што да правиме. Амбасадоре, уште кратко време имаме со оглед на вашите обврски во Министерството за надворешни работи, каде што се одвива таа конференција. Само уште ќе ве прашам, очигледна е разликата меѓу пристапот на актуелната влада и пристапот на претходната кон Европската унија. Очекувате ли, со која влада би очекувале побрз пристап во решавање на, иако не зависи тоа само од нашите влади, пак да речеме повеќе од објективни околности, така? Ми кажавте дека ќе поставите такво прашање. Ја направив една мала анализа, дури користев малку artificial intelligence. Па анализиравме претходната влада, иако одбивам да зборувам за внатреполитички теми. Како пристап али како пристап, се анализираме, ова е дипломатски пристап, односно политички пристап во решавање на... Еве, додека беше СДСМ, ДУИ 2017-2024, се направија договори со соседите, се фокусираше на европски реформи, отворена комуникација со ЕУ, владата настапуваше конструктивно, со конструктивна риторика и имаше спремност за уставни измени. Недостаток на тоа владење беше претераната отвореност кон барањата на соседите предизвикани и која што на крајот предизвика внатрешно политичка и национална криза на некој начин. Сегашната влада ВМРО, ДПМН и ВЛЕН имаат конзервативен и условен пристап, значи одбиваат уценувачки компромиси, би ги рекол во наводници, затоа што тоа не се уценувачки, него тоа се туку така, не прифаќање на компромиси. Не прифаќање на таков компромис, инаку не се уценувачки, никој нас не тера со сила да влегуваме во Европска унија, ако неќеме. ВМРО ДПМН најави дека нема да прифати уставни измени под бугарски диктат. Прво бара гаранции, потоа промени на дискурс, наместо ЕУ по секоја цена се нагласува достоинство, еднаквост и принципи на преговори. И принципи во преговорите.
Фокус на економијата и внатрешната консолидација, повеќе внимание се посветува на досегашни домашните прашања, економија, социјала, инфраструктура, барем во зборување, барем во зборувањето пред да се прават спорни меѓународни постапки. Ризик на ова што го прави ова влада е овој пристап може да доведе до забавување или дури и замрзнување на пристапниот процес ако не се најде дипломатски баланс, односно ако не ја решиме кризата. Што значи, кој е подобар пристап? Тоа прашање е гласачкото тело мисли дека е ова подобар, затоа му даде. Не подобар пристап кој би довел до, како да кажам, до поголем исчекор на тој план. СДСМ е прагматичен моделот, а ВМРО е условен модел. СДСМ е темпо на интеграција забрзано, ВМРО е потенцијално забавено. Ризикот внатрешна поляризација кај СДСМ е висок, кај ВМРО е намален. Веројатност на формален напредок повисока, кај СДСМ беше, а во ВМРО ДПМН зависи од надворешните гаранции на ЕУ и зависи од однесувањето на членката која не оспорува. Поддршка во јавноста е поделена, моментално посилна, но чувствителна е поддршката кон ВМРО. Сега од ова дипломатски, ова е нормална свот анализа на било кое прашање, значи strength, weaknesses, opportunities, threats, на одредена ситуација, силни, слаби страни и можности. Би излегло дека најдобро се најде некаков хибриден модел, а што би представувало тоа? Задржување на јасна ориентација кон Европска унија, што ВМРО го повторува нон-стоп, но со национален консензус околу важните прашања, како што се уставните измени. А не е постигнат таков. Барање на меѓународни гаранции од ЕК, Германија, Франција, тоа го правиме ние сега. Ние бараме гаранции од нив. Отварање простор за директен диалог со Бугарија, но со вклучување на трета страна, например Австрија, како што спомнавме порано. Ете, тоа би бил некој тој модел. Има и овој модел, хибридниот, исто има прашања. Што ако соседната страна, која што е пречи нашиот пат кон Европска унија, не сака не прифати ниеден од овие предлози. Значи, ние треба да имаме одговори на тоа и треба да го припремиме, како што велите, и населението. Така, апсолутно. Значи, ете, тоа се два модели. Гледам некои позитивни движења меѓу СДСМ и ВМРО, може би нешто и ќе се договорат. Така, имаш и средба, немам директни контакти, па да знам. Тоа е, ете, така отприлика гледам на таа ситуација. Би сакал може би да биде поинаку малку, со поголемо разбирање, поголема соработка, поголемо чувство за прво да ја биде добро на Македонија, после да ја биде што се вели. Амбасадор, истече времето, не би сакала така. Вие бевте вклучени нели во онаа комисија меѓу Македонија и Грција околу потеклото нели тие за трговските марки, комерцијалните имиња, тоа заврши или не заврши? Тоа заврши како? Тоа знам дека заврши 3 години имавме време, точно 3 години го завршивме тоа. Како што гледате, можело некои работи да се решат без никакви проблеми. Затоа сакав сова да поентираме, мислам друг пат подетално ќе поразговараме, но никакви проблеми, ништо грчките стопанственици и нашите и трговијата се одвија како што треба. Кога постои подготвено за да врви работата што вели и нашиот народ. Имаат чувство за реалната ситуација, за разлика од политичарите. Попрагматични се кажа. И нивните и нашите. Така, благодарам амбасадоре Филипов што одвоивте време за гостување во студио 10. Јас ќе најавам сега кратка пауза, па продолжуваме.